Почитувани гледачи на Експрес ТВ, добре дојдовте во првата пилот емисија на нашата нова телевизија на македонскиот интернет етер. Станува збор за еден проект на кој што подолго време работат потврдени и признати македонски општественици, функционери поранешни и сегашни, понатаму интелектуалци, аналитичари, луѓе од академската заедница и луѓе од другите фели. Она што сакаме да го направиме со Експрес ТВ е да го понудиме еден продукт кој што го нема на македонскиот пазар, односно да понудиме една зона каде што нема спин, да понудиме една зона каде што нештата се дискутираат директно, непосредно и каде што ќе ги добиете сите анализи кои се потребни за носење на критични и за носење на соодветни заклучоци во врска со македонската политика, македонскиот бизнис, македонската култура и сите сфери на македонското живење. Првата емисија со која што отвараме нашата интернет телевизија Експрес ТВ е емисијата 60 секунди. Во оваа емисија учествуваат меѓу другото тројца од основачите на Експрес ТВ. Тоа е Ради Седрак, експерт за Блискиот Исток, понатаму професорот Жидас Даскаловски, професор на Факултетот за безбедност при Универзитетот Климент Охридски од Битола, и јас сум Илица Боцевски, ваш вечерашен ко-водител заедно со моите двајца ко-домаќини, кој што ќе зборува за темата која што е клучна и критична тема вечера и не само вечера, туку во еден подолг период во Европа. Зборуваме за почетокот на војната во Украина, односно дали Европа се наоѓа пред една нова голема војна по прв пат од 1945 година. Не би должил понатаму, почнам со нашето прво прашање до Жидас Даскаловски. Жидас, тоа што мене ме интересира е да ги оставиме на страна деталите, нашите гледачи и граѓаните на Македонија ги добиваат преку средствата за јавно информирање. Она што е битно за анализа на целиот овој комплот на прашања врзано околу избавувањето на конфликтот е кои се политичките цели кои што Русија сака да ги постигне со отварањето на војните действија на територијата на Украина и кои се политичките цели кои што Украина ќе се потруди да ги постигне со својата одбрана. Отварањето на војниот фронт на Русија е само еден след на настани. Именно Русија бараше и бара безбедносни гаранции од САД главно, но и од НАТО, дека нема НАТО да се проширува понатаму, меѓу другото и во Украина. Нивниот страв е дека Украина е преблиску до руските главни градови, дека евентуалното позиционирање на ракети и ракетни системи во Украина апсолутно ќе загрози нивната безбедност, побрзо би дошло да ги узат нивните градови. Тие тоа апсолутно не може да го дозволат. Се обидуваа со преговори да го направат тоа, се обидуваа со преговори и со Зеленски да го направат тоа. Видовме дека Макрон и Шулц беа во Москва, па потоа беа во Киев. Се обидуваат да ги ревитализираат минските договори, кои што доколку се спроведат или спроведеа ќе даде автономија на Донбас и на тој начин Донбас имаше еден вид на вето на украинската политика да не се проширува во НАТО. Тоа се нивните цели, а Украина има некакви други цели за кои што ќе кажем можеби Илица ти или да продолжиме со Ради сега. Сакам да дополнам дека со секогаш кога изјавува Русија дека нема намери да направи инвазија за Украина, дека кажува дека ја нема никаков интерес. Ова да дополнам дека они сакат овој бафер зон, овој празен простор да биде меѓу нив, меѓу НАТО алијанса, но јас би од другата страна би сакал да потенцирам или да кажеме од што секој од овие земји се плаши највеќе. И сега тука највеќе се плаши прво Америка, затоа што во односот на енергија и на продажбата на оружје, што се главните две дејности во Русија, ако се развиват релациите, трговските релации, економските релации меѓу Русија, меѓу Европската унија, ова ќе влече или ќе излезе Европа од доминантноста на доларот. И ова Америка не може да го дозволи во овој момент. Дел од него, бидејќи уште до ден денеска Европа плати фактички сметката на Втората светска војна, и од другата страна
Русија со континуиран изјавување дека нема да влезам, многу пати кога го кажа, имаше притисок од земјите што се дел од НАТО, и тука би разликувал меѓу НАТО и меѓу САД во ова, притисокот од НАТО, земјите што се членови на НАТО, ама што се во географската регион близко до Русија, што е Балтик countries и Источната Европа. Јас мислам дека украинските политички цели во моментов се однесуваат на вклучување на Европската унија и на НАТО, посебно Соединените американски држави во конфликтот и некој си итен fast track членство на Украина во НАТО. Меѓутоа не делува дека во моментов тоа е на масата, дека тоа ќе се понуди, затоа што знаеме дека на таква работа го приближува светот до едно многу лошо сценарио, да не речем последно сценарио кое што може светот да го искуси, односно до нуклеарна војна. Така што тоа го затвара склопот на прашања околу политичкото цели кои што ги имаат двете држави кои се вклучени. Ајде да зборуваме за Украина, се извинувам што ви говорите. Украина е длабоко поделена земја. Таа историски знаеме како е настаната и во кој период се развива кога е независна така натаму, но сега, денеска и во последните 15-20 години Украина е длабоко поделена меѓу регионите на запад и на исток. Западните региони природно гравитираат кон централна Европа, кон западна Европа, ако сакате, а источните региони, да речеме од Киев и реката Днестар на исток, природно гравитираат кон Русија или советскиот простор, да речеме, така да се изразиме. И всушност големата политичка борба и 2014 кога беше она Мајдана револуција беше за кој ќе преовладее во политиката во Украина. Преовладеа овие западните струи, западните сили и тие наметна еден процес на украинизација на целото општество, вклучително и оние источни региони каде што имаше побуна и бунтовници кои што не ја прифаќаат таа западна ориентација на Украина и ден денес таа подоба може да се види во украинскиот простор и во црквата, и во јазикот, и во медиумите и така. Јасно. Меѓутоа, во моментов ставот на Република Македонија врзан со украинската криза станува унисон, односно зад ставот на Република Македонија стои и власта и опозицијата. Тоа е поддршка за територијалниот интегритет и суверенитетот на Украина во нејзините граници, онака како што Република Македонија ги признава и онака како што ги дефинира уставот на Република Украина. Она прашање со кое што сакам да отворам, понатаму јас ќе се вклучам, се разбира се, до моје мислење, е дали сметате дека ова е исправна политика за Република Македонија, господин Даскаловски? Ние немаме друг избор, ние сме дел од НАТО, структурите на НАТО, ние сакаме да бидеме дел од Европска унија. Може би некоја земја на Балканот има некаков избор и тоа е според мене ограничено, тоа е Србија. Но Македонија секако дека нема избор и ние апсолутно треба да ја поддржуваме таа политика конзистентно и во сите насоки, но сепак предпазувајќи на нашите интереси. Например, трговската размена со Украина и трговската размена со Русија би биле по знак прашани по оваа војна. Посебно со Русија, бидејќи ние сега ќе се приклучиме на земјите кои што и ставаат санкции на Русија. Треба да се размисли, затоа што, например, 100% Македонија зема газ од Русија, 100%, значи Скопје како третина од Македонија се грее со тој газ. Не, добро, ќе дојдеме во делот на економијата. Тоа што не е економско прашање, геополитички едноставно Македонија е економска, да така да кажам, да. Тоа што исто така јас сакам да кажам е дека единствена логична политика која што може да ја води Македонија, единствена конзистентна политика која што може да ја води Македонија е политика на поддршка за кон ставовите на оние алијанси каде што Република Македонија членува, односно претендира да членува, односно зборот македонски мора да тежи, фактот дека Македонија влезена во овие интеграции апсолутно треба да се валоризира. Така што јас немам никаков сомнеш дека ова е политиката, но тоа што сакам сега легитимно да го наметнам во прашање е во однос на ситуацијата која што се развива во нашата домашна политика. Имено председателот Пендаровски свика Совет за безбедност. Јас лично сметам дека биде голема грешка доколку на Советот за безбедност не бидат викнати и Кристијан Мицкоски како лидер на ВМРО-ДПМН, односно Зијадин Села како лидер на партијата Алијанса на албанците, кои што се двете најголеми политички групации кои што се наоѓаат вон владата. Оваа влада има мощна слаба поддршка од парламентот, поддршка која што е буквално на ивица, на граница, и сметам дека во една ваква ситуација, во ситуација кога Европа се судира со најголем воен судир после 1945 година, време е
за една поинаква, една поконсензуална политика и време е лидерство меѓу другото да покаже и председателот. Повели ради се посмевнува на... Не, се слушам и сега кога збориме каков став би требало да има Македонија или како сега кога професорот кажа дека и нема избор. Ја овој збор не сум сега не сум навикнат да кажувам дека ќе правам ова дека немам избор. Ја секогаш мислам дека имаш избор, но во овој момент дефинитивно и Украина е една земја што има суверенитет, што секако треба да се брани или да се чува суверенитетот на државата. Има многу начини за решавањето на проблемите со пенкало на маса и со преговори. Тоа да, но мислам треба и да се размислува на импликацијата на ова понатаму. Знаеш, кога треба да браниш твојата територија, кога збориме за безбедност, и безбедност има многу пилари, има многу столбови. Еден од нив е економскиот столб, например. Јас треба да одам понатаму за да го бранам мојот економскиот столб. Инако, од секогаш во секоја емисија, во секоја можност сум кажали зборев за улугата на Блискиот Исток. Во Источната Европа сум зборел за што има врска фактички меѓу Блиски Исток и Источна Европа и денес може да гледаме дека на тоа сценарио мене ми враќа до 2010-2011 во времето на арапскиот пролет, каде една од работите беше без економската безбедност односно grains за брашното, што немаше доволно. Значи, ако зборуваме за економската безбедност во моментов, јас исто така понатаму ќе зборувам во нешто во врска со дипломатската работа на македонските амбасади ширум светот, меѓутоа денеска во моментов, тоест, ќе се осврнеме на работа која што е врзана со работата на македонските амбасади, ми се чини во наредниот период, а тоа е обезбедување на енергенски, животни намирници, пред се на храна, веројатно и на медицински производи, што ќе течат непречено кон Македонија во услови на оваа криза. Она што го гледаме е дека некои земји од регионот, како Република Србија, се снабдија со количини на сол, со количини на брашно. Мислам дека Србија дури има и едно енергетско складиште каде што е наполнато во моментов со газ. Каде сме ние во целата оваа работа е прашањето кое што сакам да го упатам кон вас, а претходно јас само ќе го одговорам е дека она што го разбравме е дека во моментов немаше никаков потек од наша страна да се снабдиме со дополнителни количини на прехранбени производи, дополнителни количини на медицински производи, а исто така во Македонија немаме ниту една гасен резервоар каде што можеме евентуално да го обезбедиме, ако ништо друго, барем грејењето за Скопје. Тоа е клучно прашање, кризата доаѓа, знаеме дека најголемите житници се Украина и Русија. Знаеме дека тие таму се најголемите извозници на сончоледово масло, значи се употребува во сите процеси и домакинството, секој домакинство го употребува. Нашава држава не изгледа многу подготвена за големи предизвици што предстојат. Цените ќе одат многу високо, гледате берзите како реагираат на оваа криза, не само што паѓаат акции на скоро сите компании, па дури на криптовалути, туку се креваат цените на енергенците. Ние се соочивме оваа зима со огромна криза, ние се соочивме со криза каде што моравме да ја употребиме на термоелектрана во Неготино за да преживееме. Така што има смисла што го кажавте претходно, амбасадоре, дека е потребна на поголема коалиција, поголемо визионерство и на председателите на политичките партии, каде што ќе ги надминат партиските разлики и ќе се обидат да помогнат на земјата во краткорочен, среднорочен поглед. Само благодарам пред да му дам зборот на Раби. Само да спомнам зошто инсистирам во моментов на едно такво решение, затоа што доколку крупни политички чинители во Македонија, а пред се тука мислам на ВМРО, ДПМН, на Алијанса на албанците во еден критичен период, останат надвор од власта, во тој случај наместо целокупната енергија, целокупната политичка енергија, целокупниот политички талент во Македонија да се заврти токму кон овие клучни прашања, односно обезбедување на животни намирници, обезбедување на храна, обезбедување на енергенци за македонското население, понатаму работа со македонските иселеници и со македонците кои што се на привремена работа во странство во овој период да се обезбеди непречен конзуларни услуги за нив и евакуација од кризните региони. Наместо тоа се плашам дека ќе потонеме и беспотребно ќе трошиме енергија во обвинувања кој бил прорусин, кој бил проамериканец, кој бил антирусин, кој бил антиамериканец и така натаму, нешто што ќе ги дренира
ќе го зема вниманието на клучните чинители од власти и од опозицијата, наместо сите заедно да се фокусираме кон една цел, односно заеднички да зачекориме за жал Про Македонија едноставно. не, за зачекориме во еден мрачен период во европската историја, но заедно, за да можеме заедно и да излеземе од тој период со колку што е можно помалку жртви за нас како Република Македонија. Раби, Пак да се враќам на енергетиката, кога прашате прашање, што е улогата? само да спомнам тие што не го знаат, Раби Седрак е најдобриот македонски експерт за Блискиот Исток и најдобар познач на Блискиот Исток, токму затоа енергетиката е една од неговите последни теми. Кога зборевме и порано и на приватно, кога се зборевме за таа тема, рековме нема никаква шанса или беше многу тешко to provide да се обезбеди енергија од Блискиот Исток до Источна Европа. А денеска гледаме дека Америка се труди толку што може да убеди земјите во Блискиот Исток, што се големи снабдувачи, suppliers за енергија, за да може да обезбедуваат количините што имат потребно, со Европа имат потребно од нив, за да може да преживеат во тој периодот на кризата. И сега ние тука кажуваме дека нашиот во Македонија 100% доаѓа од таму и сега што ние правиме. Во меѓу време се реагирале други земји, како знаеме дека Блискиот Исток е третиот најекспортер за природен газ во Европа после Русијата и Норвешка. И денеска Русија јас нема сега моментално во ова игра и сега имаш Норвешка и Блискиот Исток. Иако има многу изјавување дека многу тешко или ќе трае подолго време од неколку земји во Блискиот Исток, не гледам дека веќе почнале to supply, да снабдуваат Европа, например, од преку Алгир до Италија и Шпања, како секогаш што но за гледачите да кажеме, се извинувам, да кажеме дека меѓу 35 и 42% од гасот што Европа го увезува, да се взимате за таа меѓу 30 и 42% е руски. А во нашиот случај? Во нашиот е 100%. Има земји во Источна Европа, поготово кои што се 100% зависи од увозот во руски газ. Франција, Шпанија, медитеранските земји се сврзани со Алжир и со Магреб земјите, Британија, Холандија со норвешкиот газ, така што периф е малку полесна ситуацијата, меѓутоа Централна и Источна Европа и Балканот се генерално апсолутно зависи од рускиот газ. И тоа е прашањето, што се обидува Америка да направи да го диверсифицира снабдувањето на газ за Европа, на тој начин да намали влијанието на Европа на овие земји. Меѓутоа, тоа не може преку ноќ да се направи, меѓу предвид количините, затоа што мислам дека треба да сме свесни искрени кон нашите гледачи дека ескалацијата на судиот во Украина може да води кон ладна зима и ладна пролет за граѓаните на Република Македонија, посебно на оние кои што се наоѓаат на централното грејење во Скопје. Но како и при секоја војна, прва страда вистината. Во моментов забележувате дека не само економските теми кои што ги зборуваме, за културата веќе никој не зборува, меѓутоа во моментов течат операциите во Украина од неколку страни. Неблагодарно е да предвидуваме што ќе се случува на овој простор. Сметам дека и гледачите ги следат случувањата кои што се наоѓаат на разните телевизиски екрани, на дигиталните медиуми кои што се сега наоѓаат во овој простор. Меѓутоа, она прашање кое што сакам да го отвори професор Даскаловски е прашањето околу европската интеграција на Македонија и што значи кризата во украинската, веќе не може да кажем украинската криза, туку војната во Украина, што значи? Според мене, го знам, за европската интеграција. Според мене, по оваа криза ќе настапи обединување на Европа во смисол на тоа да се создадат услови да апсолутно се потишне било какво руско влијание на Балканот. Тоа веројатно ќе значи позитивна вест за нашите евроинтеграции и на црногорските и на албанските, но не на српските. Мислам дека ќе се направи огромен притисок на Србија. Србија која што се смета се уште за неодредена земја, која што е неодредена земја, Србија каде што има релативно големо руско влијание, Србија каде што има релативно големо кинеско влијание. И фактички ќе се забрзаат процесите и мислам дека ние тука може на некој начин да искористиме доколку правилно ги продолжиме процесите на демократизација и реформи и работење на власта и опозицијата во една насока. Значи можда ли брза пруга за сите овие земји кон него? По мене тоа ќе биде наредното сценарио дека ќе се обидат Русија апсолутно да потиснат од Балканот. Ради? Јас тука не се согласувам. Може да кажеме делумно неколку
како плати, затоа што може би дека доаѓаме од другата позадина или од другата култура што е про НАТО, повеќе про Запад. Ја мислам дека веќе ЕУ играше својата карта, како кажаме, веќе со Балканот. И мислам дека иако секогаш го кажам дека јас сум про Европа, про Македонија да биде дел од Европската унија, но не сум оптимист во случај, не верувам дека ова криза или сега војна ќе може некако да го обрзува ваков процес заради игнорирањето или немислењето на другата. другата. Се придружам на професорот и јас сметам дека за затварање геостратегиско, геополитичко, геоекономско на Европа во моментов е потребно со бојата со која што се обоени на картата земјите на Европската унија се обои Балканот. Дефинитивно. Токму затоа претпоставам дека Жида затоа сметаш дека овие земји ќе се стават на една брза пруга кон Европската унија доколку оваа криза продолжи и доколку навистина, како што гледаме, ги потресе самите темели на меѓународниот поредок, посебно на европскиот безбедносен и економски поредок после Втората светска војна. Се согласувам да бев роден тука и пораснал тука и гледам вака, но јас ја гледам и од другата страна. Јас гледам од другата страна дека ова војна, прва војна е провоцирана војна под притисок на тука некако на Кина. Значи јас гледам дека голема има улога за Кина во тоа што се случува денеска са бајле во Украина и Русија. И гледам дека Европа гледа шанса во ова да го спречи и да го стопира турското или отоманското влијанието на овој дел во Европа. И тоа ќе биде win-win за Европа и за Во Русија. контекст Кина денеска кажа дека ги разбира интересите на Русија во Украина и дека ги разбира тие легитимните грижи кои што ги има Русија кон Украина и искрено оваа реакција имајќи предвид како допред само, ако коригирате ме ако грешам, пред само 5 или 10 години кинеската дипломатија важеше за една од највоздржаните на целата земјина топка, одеднаш ќе имаме еден став кој што не е нималку воздржан и кој што не одеднаш. Значи светот станува мултиполарен. За среќа или за жал, Русија и Кина се природни сојузници и тие заедно настапуваат. Во смисла на тоа дека имаат многу добри економски врски, веќе се развиваат и војна размена, Кина купува војни оружја, Кина веќе сама развива војни оружја, така што не е неочекувана за мене, не е ни нова, нити ќе биде војнина невообичаена Кина да ја продолжи Русија и обратно. не ова тоа ги кажа Жидас дека природни сојузници се Кина и Русија, имам некој едно враќање на мојата меморија некаде во 2000-2001 година, после падот на кулите близначки 11 септември, кога во еден момент се сеќавам дека Руската федерација, председателот Путин, председателот Буш, почнаа да зборуваат и за руско членство во НАТО и во Европската унија, меѓутоа таа епоха очигледно ќе одам се замина. Не е така. Путин самиот неколку пати се обиде да ја продаде идејата на НАТО. Да влезе Русија во НАТО, меѓутоа таа беше одбиена и сега како да ви кажам, Русија дојде на дозидот што се вели и реагира како што се реагира, нарушува меѓународно право, прави војна, меѓутоа очигледно е дека нивните безбедносни консидерации не беа земени во предвид од страна на САД главно и на НАТО. Инаку е уште една теза, ќе кажам, оваа војна и ситуацијата е порез на Европа, остара за Европа зборувам, порез на Германија и Франција. Генерално земено САД се враќа на голема врата во Европа, САД доминираат со безбедносните структури сега на НАТО, идејата на Макрон за создавање на Европска безбедносна заедница, знаете неговите изјави НАТО клинички мртви и така натаму, веќе паѓаат во вода, ќе мора Франција да се приспособи на лидерството. Значи има еден големо враќање на Соединените американски држави на европска сцена. Апсолутно. И на НАТО на европскиот континент. И на НАТО и на американските војни во Источна Европа и така натаму, значи се ревитализира НАТО, меѓутоа под команда на САД, а не координација на европските големи држави. За да може да плати сметката што Европата дужи од Втората светска војна и да ја врати. Тоа значи ова за европската географија, затоа што дали ова значи перманентно исклучување на Русија, на Белорусија од европскиот економски простор, перманентно исклучување на Русија, Белорусија од европскиот безбедносен простор, или пак влегуваме во една многу лоша, во една многу сива зона во Украина. Ивица, Русија после Мајдан 2014 и 2015 година се преориентира економски кон Азија. Значи тие кренаа рација од Европа. Дури и овој Северен тек 2 беше направен
колку толку да се даде шанса на Германија да има своја независна економска. Дали е мртов дефинитивно Северен поток 2? Па не е мртов дефинитивно, Германија сега политички мора да реагира како што реагира, меѓутоа генерално земено сметам дека економските релации меѓу Русија и Европа ќе се минимализираат и дека Русија ќе продолжи со својата ориентација кон Азија. Впрочем, првиот голем гасовод, првата голема цевка што се спроведе од сибирските полиња кон Азија беше по Мајдан и револуцијата тогаш. Тоа е моќта на Сибир 1 и во план е моќта на Сибир 2. Мислам дека ова само ќе ги забрза плановите на Русија да заедно со Кина да изградат тој цевковод. Тие беа воздржани во однос на Европа затоа што сепак овие цевки кои што доаѓаат до Европа се постојани, стабилни и носат приходи на Русија, меѓутоа со оглед на околностите и со овие алтернативи што убаво ги кажа господинот Седрак, друг газ, други енергенци од други краишта, Русија ќе се сврти кон Кина. Било за избегнувањето од Турски, од НАТО. Фактички од НАТО-то, алијанса на Туркоманистан, Турција, Абхазија и ова идеја што беше пред неколку години на маса. Јасно. Значи, почитувани гледачи, ја следите првата епизода од пилот програмата на интернет телевизијата Експрес, новиот интернет канал на македонскиот медиумски простор. Ја повикуваме исто така, ова е телевизија која што има еден страшен демократски предзнак, односно дека во текот на нашите јавувања, во текот на нашиот пренос можете слободно на сите присутни во студиото да им поставувате прашања. Продуцентите од нашата режија ме подсетија во моментов дека треба да го пласираме и ова информација до нашите гледачи. Јас ќе продолжам само со еден дел кој што мислам дека е неопходен. Во текот на денешната подготовка на оваа наша емисија имавме можност да бидеме контактирани од неколку нашинци кои што живеат и работат во Украина, во Молдавија, во Романија, во Русија, кои што бара од екипата на Експрес ТВ еден вид на совет за тоа како треба да се постапи во случај на во овој случај каде што е загрозена безбедноста и каде што е загрозена протокот на информации и протокот на сообраќај помеѓу Македонија и овие региони. Така што јас би сакал на сите да ви кажам дека војната не подсети која е улогата на македонската дипломатска мрежа, која е улогата на македонската дипломатска заедница. Ги повикувам сите наши граѓани кои што во моментот се наоѓаат на територијата на Украина, на територијата на Русија, на територијата на Белорусија, на територијата на Молдавија, на територијата на соседните земји, веднаш да се пријават во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија, кое што се наоѓа во главниот град на земјата каде што се наоѓаат, или пак во најблиското македонско дипломатско претставништво, може да ги користат SOS телефоните на Министерството за внатрешни работи, кои што ќе ги најдете на веб страницата mfa.gov.mk и таму ќе ви бидат пружени сите услуги во однос на вашата евакуација, во однос на вашето постапување и во однос на тоа како треба да се однесувате во наредниот период. Јас само ќе продолжам со тоа што ќе кажам дека не очекува една мала криза за некој месец, затоа што истекуваат мандатите на тројца амбасадори кои што се наоѓаат во земјите соседни на Украина. Тоа се амбасадорот Горан Стефчевски во Украина, Васил Пановски во Полска и Габриел Танасов во Романија, кој што истовремено покрива и Молдавија. Би било убаво, би било упатно доколку овие лица добијат продолжување на мандатот барем додек во иницијалниот период на трајање на кризата. Исто така, за жал во моментов имаме празна амбасада без амбасадор во Русија, не е празна, има таму дипломати, меѓутоа амбасадорот Ненад Колев во моментов се наоѓа во Скопје и ќе биде на вистина голема авантура тој да се најде во Москва. Така што уште еднаш да ги повикам сите наши сограѓани да го пополнат картончето за пријавување во најблиската амбасада, не само таму, туку и широм Европа, затоа што во моментов во една ваква ситуација кога имаме војна криза во Украина, кога имаме милитаризација широм Европа, сметам дека е потребно тие да се пријават во најблиските дипломатско-конзуларни претставништва. Во однос на ова, исто така сакам да прашам дали имаме прашања од публиката? Во моментов не гледам дека има прашања од публиката. Ова е пилот проект, прва емисија на нашата интернет телевизија. Токму околу ова прашање за кое што зборуваме, Жидовски има ли штета Македонија од односот кон Москва?
ова прашање го поставам многу мина денеска докато Јас го начнав првично, тогаш реков ќе прво малку подоцна. Значи Македонија има голем дефицит во трговската размена со Русија. Битно е она што го извезуваме, а извозот се земјоделски производи, главно и медикаменти и лекарства. Предпоставам дека тука станува збор за Алколит како најголема фирма и уште останатите реплики така натаму, а немам представа кој извезува земјоделски производи или преработка на земјоделски производи. Русија беше и остана отворен пазар за освојување. се зборуваше за семејството заедно, дека е соединените фирми тука активна. Не За знам дел од винскиот сектор предпоставам. винскиот сектор. Русија е огромен пазар, да не забораваме. Русија е една економија која што многу брзо расте. Русија веќе е најбогата од сите бивши советски републики, исклучувајќи ги овие балтичките, значи од сите останати. Така што е навистина предизвик за тие кои што почнале да го освојуваат пазарот сега да се преориентираат на други пазари. Знаете дека тоа пора време, ресурси и енергија. Тука ќе биде за нас проблематично да ги спасиме тие и мислам дека владата реално треба да им помогне на тие стопанственици да го преживеат периодот, затоа што доколку утре навистина проведеме санкции, доколку одговорот на Москва биде брутален кон Македонија, тие не може да го излезуваат или излезуваат своите производи. Јасно, меѓутоа, како што веќе пред малку зборувавме, треба да размислуваме и за обезбедување на други намирници, односно за увоз на производи кои што ги увозуваме од Украина и од Русија. Предпоставам дека амбасадата каде што јас бев доскоро, амбасадата во Бразилија, ќе има една голема улога, имајќи преди дека сега е летната жетва во Аргентина на пшеница, да огромен производител на пшеница на светот. Меѓутоа се разбира и местната индустрија од Бразил која што веќе присутна на македонскиот пазар, но и од други региони во светот кои што извезуваат на македонскиот пазар да се обезбеди соодветна исхрана, не само исхрана, него и имаме проблем нели со сточната храна, кod добиточната храна која што стигнува исто до овој регион. Раби, што значи пак за Блискиот Исток, како едно пошироко соседство на целиот наш регион? Како реагира Блискиот Исток? Како реагира Блискиот Исток, како реагира на оваа криза, зема ли страна, која страна зема и така натаму? Блиски Исток во сега во овој период што е многу краток, не зема никаква страна, се изјави неутралноста, затоа што е многу комплицирано, многу комплицирано. Од Блискиот Исток, кога зема страна тогаш, и во настаните во 2011-2010, што пак во источна, во Украина и во Русија, беше таа криза, беше една од причините зошто арапскиот пролет почна. Или беше планирано како одредена агенда, ама кризата во Украина помагаше тоа многу со поскапувањето на, како ги викате, жито, житариците и ова, тоа е едно. Второто, ако земеме, например, Израел, со препораки од Институтот за национална безбедност, која кажува дека треба да тотално да бидеме неутрални, затоа што Израел прави координација со Русија во Сирија. И во моментот кога ќе прекини ова координација, ќе бидат изложени операциите израелските што се прават во Сирија да бидат, како се вика, спречени од руските опрема. Од другата страна, тука ризикуваат, и ако одат против, може и Русија да агитира Иран против сите земји во Блискиот Исток. И тука може бум да се случи во Блискиот Исток, во смисол во уште еден арапскиот пролет, затоа внимателно сите се движат кон... Да, значи прашањето што сакам да го поставам, ке го почнеме со оваа анализа која што гледавме, дека вели само 40% од руското население го поддржува признавањето на Донецк и на Луганск. Денеска дури излегува некои интересни согледувања дека за разлика од анексијата на Крим кон Русија, кога председателот Путин инсистираше на поширока народна поддршка, кога се инсистираше, кога имаше масовни митинзи се ширум земјата во Крим и така натаму, овој пат такво едно сценарио изостана. Изостана затоа што требаше операција да се чува од тајност, изостана заради тоа што војната не е популарна и во самата Русија, или пак изостана заради некоја трета причина. Не знам, за општеството руско и состојбите таму, можам да кажам, да го коментирам говорот на Путин. Да. Кој што беше спектакуларен во Кој, првиот или вториот? Тогаш кога признава Донецк и Луганск, значи првиот. Спектакуларен по наративот, кој што е многу чуден за Македонија во однос на прашање дали е вештачка нацијата или не, меѓутоа таа друга тема може и тоа прашање. Интересен беше говорот, бидејќи многу јасно се обрати кон украинците.
Јас реков претходно дека Украина има многу поделена земја и дека голем дел од населението, посебно на истокот, ги смета русите како браќа, како што и русите ги смета украинците како браќа. Како да се обидуваше Путин да ги пасивизира украинците, да не реагираат на оно што следуваше, очигледно ќе планира војна интервенција. Во смисол да се направи некаква разлика помеѓу украинскиот режим на Зеленски и оно што е легитимно право на Русија војно да интервенира. Тоа е како коментар на... Точно е така. Малку ми се тие нереални очекувања ќе бидам искрен, затоа што кога паѓаат бомби, посебно врз твоја глава, реакцијата нечесто е хомогенизација околу твојот политички режим, независно дали ги сакаш или не ги сакаш. Во моментот кога нацијата е загрозена, сите се обединуваат околу знамето. И негова популарност го добива оној што го носи знамето. Знамето на Русија го носи Путин, знамето на Украина го носи Зеленски во моментот. Што значи дека претпоставам дека кога паѓаат бомби, дека украинската нација се обединува околу знамето. Сега не знаеме како ќе се одвиваат работите во иднина, меѓутоа претпоставам дека ова има еден хомогенизирачки ефект во Украина. Не знам дали има исто таков хомогенизирачки ефект и во Русија. Да, немаме ние податоци за таа работа. Мислам дека додека збориш гледам на CNN Ukrainians fleeing into Poland, значи место да се уведат под едно знаме се одат во Полска, сега тоа разбирливо. Па ја бомби во Белград, па србите не бега. Мислам вака се ако правиме паралели во 99. Мислам дека немаше особено, меѓутоа албанците бега. Албанците беа избркани, се да не се лажеме, тие бега. Беа избркани. Беа избркани. Така е факт. Меѓутоа, значи имаше една лоша ситуација во регионот и не само тоа, се сеќам дека во тој период дури има гомина македонци кои што беа на години за регрутација нагло најдоа некоја летна работа во Грција или во регионот, така што имаше таков вид, како да речеме, зелен отпор дури во Македонија заради стравот од проширување на оваа голема интервенција во дека. Она што можеме да го пренесеме денеска, мислам дека со тебе зборував, дека нашите ќерки за година дена ќе гласаат, меѓутоа тие не се сеќаваат како дека изгледаше Македонија 99-та, како изгледа 2001, не се ни родени. Значи веќе луѓето кои што не ја помнат инвазијата на НАТО врз Србија 99-та, односно војна судри во Македонија во 2001 година, ќе станат доволно возрастни да гласаат. Оно што јас се сеќам посебно во однос на 99-та година беше онаа огромна безпомошност која што се чувствуваше во Македонија. Неголемата светска алијанса, неголемата војна сила во 99-та година, Соединените американски држави, ја бомбардираше Србија, наш сосед. Македонија не можеше апсолутно ништо да стори во целиот овој судир. Се слушаше над нашето небо зуењето на авионите, дури почнавме да разликуваме како изгледа ловец, како изгледа бомбардер. Застрашувачки беа посебно бомбардерите во ноќните часови. Дури ги се слушаше и фијукот на некои проектили кои што летаа, некои чудни тела, експлозии паѓа во Македонија. Поентата што сакам да направам е дека истото тоа се случува и на територијата на Украина во моментот, односно населението страда. Ќе има ли ова ефект, она што пред малце го кажав, на забрзување на овие идентитетски процеси и во Украина, и во Русија, и во регионите што се погодени. Уште еднаш што сакам да се вратам на оваа тема. Она што е идентитетско прашање во Украина е прашањето на црквата. Не знам колку знаат гледачите или колку тука ние знаеме сите дека таму Цариград ја фактички призна автокефалноста на Украинската црква, која што е да речем на страна на Киев и на Украина, а не руската украинска црква која што е сврзана со Москва. И покрај малиот дел на римокатолици и католици во Галиција, 95% од украинците се православни. Не се знае колку проценти се припадници на киевската, колку се на, да речеме, московската. И тука има флуктуации, значи секоја епархија, секоја мала црква, село, градче, може од еден период да се премене од едната во другата црква. Нешто слично на Македонија во крајот на 19 век, почетот на 20 век со тие така наречени пропаганди, пропагандна екзархија на српската црква и на грчката црква. Тоа е исто интересно прашање и исто за мене е интересно легитимацијата на акцијата на украинците, на русите во Украина на паралела со интервенцијата на НАТО во Косово. Именно Путин и Русија тврдеа дека спречуваат геноцид на руското население во Донбас, и тоа руско не само по етничка смисла, туку и по државјанство.
не знам дали знаете дека некои викаат 700, некои викаат 900.000 жители на Донбас, на Донецк и на Луханск се државјани на Русија, веќе има добиена пасош. И сега во оние судири таму кои што беа пред оваа руската интервенција имаше често пати гранатирања, пукање со снайпери, безпотребни значи жртви цивилни, војни епизоди, се дали провоцирани од побунениците или украинската армија намерно ги гаѓаше цивилните објекти во Донбас, не може да се утврди со пропагандната војна огромна. Но во секој случај тие користат таа аргументација. Ние спречуваме геноцид на населението во Донбас, исто како што НАТО спречуваше геноцид на албанското население во Србија, односно во Косово. Исто така тие се повикуваат и се повикуваат на оно што НАТО го вика responsibility to protect. Значи тоа има должност да се интервенираат, па макар и да го кршат меѓународното право што го кршат. Да. Раби, го нарекуваат украинците во моментов Адолф Хитлер, председателот Путин, и го споредуваат тоа што се случува во Украина со Чехословачка, со Минхен 1938 година, додека пак рускиот режим и председателот Путин ги обвинува украинците за неонацизам, или отворено кажува дека они се во судир со неонацистите кои што имаат намера да повторно да завладеат со Украина како што тоа било од 1941 до 1945 година. А прашањето што сакам да ти го поставаме, дали ова воена пропаганда или пак има некоја си зрнце вистина во целата оваа работа? Јас мислам, сме говориле за тоа пред емисијата и сега убаво гледачите да слушате, да познават повеќе информации од делот за црквата, од делот за тоа. И јас, моето размислување за тоа е фул, значи тотално бизнес thing. Јас верувам дека Русија, затоа што јас до вчера си кажувам дека Русија нема да влезе и да почне агресија. Што почна агресијата, тогаш they're trying to make a point. Че сакаат да само да покажуваат дека еве јас можам да ја земам Украина за 2-3 дена. Нели малку преогнено, прејасно тоа покажување. Како се што е руско, како се што е руско и секогаш така како во тој збор мегаломанско. Така да јас ја гледам само делот на профит бизнес, не гледам тука никаква, значи идентитетот е тоа во реде и тоа постои, ама тоа е како fuel, како гориво. Ќе биде ограничена руска интервенција? Јас мислам дека ќе се ограничи руската интервенција, што самата САД не сакаше да влезе во ваков конфликт. Туку членовите на НАТО во Европа, они што повеќе сакале да влезат во ваква работа, особено земјите што се во Европа, а не се членки во НАТО, што барале да бидат членови во НАТО сега пред неколку месеци, сега не можам да ги наредам сите земји. Така да последно што било кој сака е реален конфликт и тука сака само Русија да покажува. Има една друга работа, Русија во последнава деценија ја модернизираше својата армија. Војните сили имаат веќе предимство во однос на американците во одредени стратешки орудија. Тука зборуваме за интербалистичките ракети и зборуваме за оние противракетни системи. Знаете, се ги слушнали С-400, С-500, сега прават С-600. Интербалистичките ракети кои што може да погодат од било која точка, тоа го права и во Сирија, значи пукаат ракета од Ростов на Дон да погодат нека куќа во Идлиб. Имаат огромна модернизација на морнаниците и на подморниците, така што Русија во моментов војна се чувствува моќна и за нив ова беше последен момент веројатно пред Америка со сета своја интелектуална супериорност на академско ниво, да речеме, со сите своји економски интереси и моќи да ги стигне во таа наредните 5 години. Речеме, затоа веројатно калкулациите беа на Путин дека сега е моментот да направат, мислам дека е точно, ограничена интервенција и дека тие, освен овие двете републики само прогласени Донецк и Луханск, и некоја бафер зона, другото ќе го остават на остатокот на Украина и веројатно ќе се одат да го кутнат режимот на Зеленски. А тоа ќе значи дека остатокот на Украина ќе може да влезе во НАТО или не? Па, сега тоа е друго прашање, доколку падне оваа влада на Зеленски, каква ќе биде наредната, затоа што веќе имате да се јавија неколку имена кои што бараат Зеленски да стапи во преговори и така натаму, некои од нив се дел од таа бизнис кланови врзани со не само тоа, само да кажам дека има и некои што го критикуваат, ти си тој што со своите акции доведе до оваа војна.
Значи има Да. критики и сега не знам како дали ќе оди уште понадесно новата, значи некоја влада ако падне ова, ако Русија се обри во Украина, или ќе биде тоа нека поразумна влада, или што ќе Да. се случи. Пред Но малку- се само да завршам Добро. со поентава за десничарските националистички и наци групации кои што ги спомнавме претходно. Добро. Имаше во време на Мајдан екстремистички групации, ги знаеме Да, како што се се викаат, повикува на кои што се структурата повикува тоа се на јасно. наследството на Украина во Втората светска војна, на Степан Бандера и така натаму. Азов бригадата, десниот фронт, прави фронт, така натаму, и ден денеска се активни во украинските воени сили. Така што има еден елемент на екстремизам во украинските воени сили и во украинската политика по сега. Јасно. Оно што сакам да го прашаме повторно, сакам да се вратам на темата Македонија, има една работа која што може би што ќе се случи ако се направи еден домино ефект, имено спомнавме гледачите кои што не контактираа зборуваа за кризата во Молдавија, дека таму е објавена вонредна состојба, дури се зборува за мобилизација. Уште една поделена земја, ама е нека Точно кажа, нема да зборуваме за тоа, поделена затоа што денеска слушав и некои таму некои лоши муавети, например некои романски политичари предлагаат овој делов Трансднестровје да се остави, а додека овој другиот дел да се обедини со Романија, што менува многу равенки, Романија е членка на НАТО. Меѓутоа, што ќе се случи ако именно ланчна мобилизација? Видете и Каракачанов предложи федерација со Македонија, кој ќе зборуваме во Да, таа меѓутоа, насока. еве ако има мобилизација во Молдавија, мобилизација во пак сосета, Романија, мобилизација во Бугарија, Што? ќе дојде ли мобилизација во Македонија, во Србија? Што правиме со една ваква милитаризација? Вие одговорите. Јас имам еден став за тоа. Прво, јас кој збориме секогаш се верувам во суверенитетот на државата каде сум. Дали сега суверенитетот на Македонија, ако сум во Србија, суверенитетот за Србија, ако сум во Франција, суверенитетот на Франција. А што се случува со суверенитетот на Украина, Реби? Ама не дефинитивно, јас кажувам сега дека суверенитетот на Украина треба да се брани со било каква цена. Сега реакцијата на самата Украина, искрено уште не сум успел да читам и да видам се, затоа што бев денеска под голем притисок, ама ќе се убедам сега во следните сати да го видам, но реакциите, значи не може да очекуваме секогаш добро што ќе прави НАТО, што ќе прави НАТО, што ќе прави НАТО, што самата знаеш, суверенитет на државата како ни. Сега се вратам за домино ефекти, за овие работи. Ја мислам треба да си гледаме нашите интереси, треба да гледаме нашите стратешки интереси. До тој момент е окей дека Македонија е член за НАТО, треба да се држи со ставот на НАТО. И сега НАТО ќе му треба малце време да се процени, да се размислува, да види какви решенија се предлага. Едно од тие што збориме за banking systems и за како викате freezing, да, во тоа што исто ова е една од алатките, санкциите што исто една од алатките, се додека да се размисла мудро како да се реагира во ваков да кажеме, и да се дава шансата на Русија да стопира со Тоа очекуваме дека утре ќе Инвазија. направи Србија, Раби. Србија рече утре дека ќе излезе со свој став. Денеска го одложија дефинитивно свој став. Сега, јас што мислам за Србија пак е малце поинакови од другите што го размислуваат. Ја мислам дека Србија секогаш се нагласува или се прогласи како неутрална земја. Во смисол дека иако, да кажеме, делумно она секогаш е на страната на Русија, се имаат висока доверба во Русија, Русија има високи релации меѓу нив, ама секогаш е таму беше терен за, да кажеме, неутралноста од секогаш и држање, да кажеме, стапчето од точно од средина. Така да и не би налетал јас да предвидувам утре како ќе стануваат сабајле во Србија и ги кажуват, ама се знае дека за сега, следајќи социјалните мрежи и коментарите на нашите пријатели што ги имаме таму, дека дефинитивно ни поддржува рускиот Тоа е народна подршка, меѓутоа како ќе се однесува власта е власта како се однесува пак, значи било која нормална власта треба да се реагира и да кажува дека треба да се врати на маса за да се разговара, треба да се стопира агресијата, затоа што тие се алатките што ние во 22 век за да одиме да се тепаме дали со авиони, дали со стапче, тоа е некако стил што не е во ред. Значи има многу други решенија што може да ги правиме пред да одиме на решенијата на violence или на агресија. И за тоа Да, во однос на војување, јас само ќе кажам еден заклучок, јас сум уште изненаден, веќе течат, значи од 4 часот наутро почна операциите, сега е
Значи некои добри 16 часа течеат војните операции во Украина, меѓутоа она што мене ме изненадува е дека и покрај тоа што знаеме кои се способностите на руската држава и на американската држава, се уште гледаме дека во голема мерка функционира интернет и социјалните мрежи и канали до кога ќе функционираат, односно кога некој тамо ќе одлучи да употреби и други методи на војување. Видете сега, прво да кажам дека се води една голема пропагандна војна, ние всушност немаме релевантни информации што точно се случува. Например, Украина вели дека Русија се обидела, напреднала 5 километри, тие се борат жестоко, ги нападите ги... И толку, да. Толку. Русија од друга страна, гледате, праќаат разни сигнали дека се пред Киев, освојува дрон до Киев, брани доле на Днепр. Браните на кај Крим што се стратешки многу битни за Крим, не знам дали знаете. Да, таму вода добива. Крим во рамките на Украина вода добиваше од копното, а овие сега новите власти во Украина како Крим се отцепи, ставија брана и тие има страшен проблем со водата во Крим. Исто така не знаеме реалната состојба во други градови, Харкив, Херсон и така нато, Мариупол, така што тешко е да се коментира кој дали Русија ефективно владее теренот или не, меѓутоа претпоставката е дека напреднале доста многу. Околу интернетот, единствена земја која што гради свој посебен систем на интернет е Кина. Кина си осигурува собствениот суверенитет на интернетот и го продава тој модел на владење на други земји на патот на силата. Им користи многу добро, затоа што многу земји сакаат да имаат оној систем на наблюдување, како што например имаш во Белград, знаете, и контрола на поведението на граѓаните, сакаат кинезите таму нивните... Има и во Лондон многу познато тоа исто. Се разбира, не, тоа е уште и посовршен, меѓутоа овој Huawei систем го продава Кина на секаде. Русија нема таква можност, Русија е длабоко втренчена и со интернетот и со оние алатки кои што постојат, значи во Русија не е забранен Google, во Русија не е забранен Facebook, за разлика од Кина. Јасно, нема ли технолошка можност да го забрани? Тоа е прашањето. Да, има технолошка. Тоа беше прашањето. И има интернет. Знаете како тоа го прават Google, ќе слушате од некоја земја го казва Google со 25 милиони евра затоа што не го почитува националното законодавство. Не, но тоа што мене вчудено видува е фактот што еве 16 часа сме во војна и 16 часа еве гледаме дека нема такви обиди од страна на земјите. Значи тоа дека се уште не сме западнале во некој длабок судир или пак им одговара на сите оваа војна со информации кои што тече на Јас не, пак кажувам дека тој судир нема, значи мислам дека нема да продолжува долго. Не знам долго време. Брзо тоа ќе биде. Русија сака да докажува нешто. Работите меѓу тие и безбедноста на неговиот единствен излез кон надвор од овој свет што е преко тој, како се вика, straight. Да, што тоа ова им е втората, да кажеме, или ако првата приоритет, затоа што токму заради теснецот Може барање од Украина да го затвори. Настрада Русија во Првата светска војна кога отоманците го имаат затворено, и затоа ова Русија не сме и не може да го дозволи. И мислам се извира околу ова и се е провоцирано околу теснецот. Дека не е до дигиталното, него е до на земјата, Да, затоа што така функционира Русија и второто беше за енергијата. Така да тие се две работи. Пак се враќам на тоа што реков на почеток. Треба да видиш целтата. Што е користот на Америка од ова, што е користот на Русија од ова. Сега зборувам геополитички, не зборувам во науката на одбрана, туку во самата војна, туку зборувам како геополитички и што е целтата на Европа и што е целтата на Кина, што уште мислам и инсистирам дека Кина игра многу голема улога. И самото ти имаш спомнато кога дале ваква изјава прв пат пред години, дека они и убедила. Твоето мислење? Значи, моето мислење, јас сум чудоливиден што се уште не почна војна и во тоа подрачје. Ја тука посебно мислам дека во дигиталните мрежи. Значи, има неколку знаеме дека сите ние користиме за наше внатрешно информирање неколку канали на Телеграм, на Твитер и така натаму. На Твитер веќе гледам дека се угасија некои канали, меѓутоа гледам дека на Телеграм тоа слободно врви. Исто така гледам дека многу вебсајтови врват слободно, нема никакво кочење на сообраќајот.
Забележувам дека многумина од луѓето кои што се веќе влезени во овој свет на дигиталното веруват уште веднаш да инсталирате VPN сервери, адреси и така натаму за да може нели да го скриете трагот од каде приоѓате и така натаму да може да придете и на другите. Тоа што мене ми е чудно е што една од класичните теории на војувањето, веројатно тоа се сменило, е дека кога почнува војна прво што се сече се каналите на комуникација. Значи не само веќе канали на комуникација во смисол на телефони, туку канали на комуникација масовни, како што се радио, телевизија и така натаму. Не, дојде во друго време. Интернетот. И прашањето што го поставам јас е, значи, интернетот се уште функционира, што значи дека или не се имаат свестено многу од земите своите технолошки капацитети, што е можно, или пак второто толкување е дека војна со дезинформација не одговара на сите. Апсолутно, тоа е твоја, тоа е најправилното. Да. Глобална медиумска пропагандна војна постои на интернет и двете страни се обидуваат да влијаат на јавност и свој, а впрочем таква нешто постои внатре во Соединените американски држави. Јасно. Гледате што се случува со десницата, конзервативците и Трамп, да. гласачите на Трамп. Прават собствена социјална мрежа, зашто видеа дека Facebook и Twitter може да ги не се толку либерални, не се толку слободни, може да ги исклучат нивните тоа е пропагандни говори. што дека е приватизирано правото на слобода на говор. Апсолутно. Значи наместо судот да одлучува некој да биде исклучен затоа што загрозил нечие право на слобода на говор, сега во моментот приватен ентитет одлучува некој да биде исклучен од сите канали за комуникација. Впрочем, мислам и медиумите во Македонија, некои медиуми, да речеме критички настроени кон власти, имаат проблем со тие така наречени факт-чекери кои што го ограничуваат ширењето на одредени вести кои се критички на власта. Да, со ова ќе се согласам, мислам дека таа одлука Twitter и Facebook имаат аутсорсирано, односно имаат дадено на некои факт-чекерски организации во Македонија кои што имаат политичка агенда, односно агенда блиска до актуелната власт. И тоа не е филозофска агенда, него чисто партиско-политичка агенда, која што како се движи партијата, така и тај, тоа е застрашувачки. Слободата на говорот по мене е едно право кое што не сме да видели ни подразно загрозено. А меѓутоа војна е. Во војна прво страда вистината, исто така во војна прво страда демократските права на граѓаните. Ова што го покрена пред малце како прашање, ја мислам дека ќе се милитаризираат општеството во Европа и дека демократијата која што веќе е сериозно начната со ковид кризата, која што трае веќе 2 години, дополнително ќе доживее едно урушување на секаде во Европа заради овој судри кои што се случува и заради Добро, Ивица, дали мислиш дека оно што се случи во Канада беше некој вид на демократско изразување на правата на граѓаните и демократско ништење на правата на тие што протестираат? Па јас мислам дека природата на една држава се гледа во криза, природата на една држава не се гледа во мирнодопска ситуација и дека тоа што се покажа од Канада беше застрашувачки во делот на пресметката со демонстрантите. Дали мислиш дека сите оние силни демонстрации низ Европа на разни категории граѓани кои што медиумски не се покриени се на некој начин проблем за развој на демократијата? Па се, факт тоа дека се проблем. Значи не е оваа руска вртица се, односно украинска вртица. Не, јас само сакам да кажам дека ова е дополнителен, значи работи кои што веќе стигнале до некаде, сега ќе отидат ми зачини тродупло, четвородупло понатаму. Тоа е тезата која што тоа кажам, затоа што војната е таа која што, па знаете и самите, нели, во секоја војна има цензура. Овакво и има начин каналите на комуникација се контролирани или далеку повеќе контролирани отколку во мирнодопска ситуација. Раби? Сакам да коментирам нешто за војна. Сега убаво анализираме војна од малце од високо ниво, а фактички војната на терен е друга приказна. Мислам дека сум доживувал јас различни војни, дел од мојот живот го трошев во време на војна, отколку го трошев во времето на мир на терен и фактички во реалноста. Тоа сосема сега нешто катастрофално. И затоа мислам дека и Америка и Русија се имаат разбирано ова многу добро. Никој од нив не сака да не влага во таа сценарио, затоа сакам да прашувам. Јас разбирам со врска со интернет, со овие работи, но сакам да прашам, еве, како дипломат, како големиот искуството во политичкиот тоа, што и како мислите треба Македонија да прави во овој случај за да преживее овој период? Не збориме тука само од високата политика, туку зборува реалноста на терен. Со сите проблеми што ќе се соструваме со нив, од енергијата до храна до. Да, имајќи предвид дека веќе треба да заклучуваме емисијата, еден час зборуваме,
ова е една интересна тема со која што ќе замолам после сите да затвориме. Јас веќе неколку пати спомнав, повторувам и сега. Значи во моментот Македонија мора да се фокусира на една работа, односно фокусот на македонската држава треба да биде Македонија заедно да зачекори во справувањето со оваа воена состојба во Европа, воена криза, најголема после Втората светска војна, и заедно да излезе од кризата. За да се направи такво нешто потребно едно големо лидерство. Мислам дека тоа лидерство треба да биде председател Пендаровски, кој што на Советот за безбедност треба да го покани и Христијан Мицкоски из еден село, а потоа се разбира дека Владачката коалиција во Македонија треба да биде проширена барем за овие две партии. Не само тоа, тука и левица е фактор во Македонија, сметам дека и кон нив треба да се пружи рака, затоа што во моментот се покажува кој е одговорен, а кој е неодговорен во еден политички систем, тоа прво. Второ, мислам дека фокусот треба да биде токму на тие три нешта, односно на обезбедување на енергенси за Македонија, обезбедување на исхрана и други животни намирници за Македонија, и трето, работа на македонска дипломатска мрежа со цел сите македонски селеници, сите македонски граѓани што се вон границите од Македонија да бидат пребројани, да им се влезе во траг и да им се овозможи услуга за враќање дома и за извршување на нивните граѓански обврски кон Македонија. Мислам дека тоа треба да биде фокусот на Македонија. Жидас? Јас само да кажам, многу е грозна оваа војна. Имаме пријател во Харкив кој што се крие во метрото, последно што слушнаме. Значи, наистина тоа што го кажуваш, треба да знаат и гледачи. Мислам, ние сме искусили она Косово, војната во Косово, бомбардирањето на Србија и 2001 од нашиот поврим, меѓутоа ова е наистина од еден поголем маштаб што би рекли бугарите. Може би символички, ако веќе Македонија реално е такво какво што е, може би било добро символички да понудиме, доколку има заинтересирани беговци во Украина, да сместиме некој од нив тука. Мислам дека тоа може да се го дозволиме, кога впрочем тука ги стокнивме во последно што беше афганистанските беговци, сигурно ќе можеме пар стотини украинци да ги здомиме. Па мислам дека сето друго што кажа се согласен, само повторувам. Кога веќе зборуваме за ова како одговорна држава, сметам дека Македонија треба да излезе во пресред и на брачните другари, партнери на македонските државјани, на нивните деца кои што немаат македонско државјанство. Кои се наоѓаат во зоните со девојка се јави, девојката што се јави во значи Македонија без разлика, значи треба да пружи рака и кон обединување на семејството е едно од светите права кое што мора да ги обезбеди секоја земја. Македонија била хуманитарна кон државјани на други земји, треба да биде хуманитарна кон државјаните, сопствените државјани, односно да му возможи не само нивна репатријација кон Македонија, туку репатријација и обединување на нивните семејства. И ради кога заклучок дека е ова многу убаво, убаво во смисол, тоа е шанса, кој мислам дека прв настан што може да убеди сите партии во Македонија под едно истиот став, бранењето на суверенитетот на Украина и плюс дека треба да се почна веќе пред 6 месеци да се бара другите алтернативи за обезбедувањето на храна, на енергија, на тие работи. Значи не сега треба да бараме, треба да бараме пред 2 години кога почна ова, така да се надевам дека имаме ние план B, план C, план D и план C за овие работи. Надевајќи вака. Значи веќе не отворивме неколку значајни теми. Едната тема беше ситуацијата со светските берзи во текот на денешниот ден, каде што имавме еден стравичен пат, затварање на берзите, вклучително на македонската берза. Ова што се случува со Соединените американски држави пред говорот на Бајден паѓа, после говорот на Бајден расте, значи на наredните денови ќе има една таква ситуација. Почитувани гледачи на Експрес ТВ, ја следите првата пилот емисија во нашиот серијал 60 секунди. Со вас во студиото на Експрес ТВ од центарот на Скопје беа Ивица Боцевски, Жида Заскаловски и Раби Седрак. Ги поздравам и режијата и нашите продуценти кои што ни помогнаа да ја водиме оваа наша прва пилот емисија. Ви најавуваме дека и во наредниот период ќе се дружиме заедно со епизоди од македонскиот политички живот, македонскиот бизнес живот, македонската култура, односно информации кои што ќе се нудат ексклузивно и исклучиво само на нашата и на вашата Експрес ТВ.